Во основното училиште Славчо Стоименски во Виница отворен е мултимедијален центар. Просториите се достапни за сите општински институции и се адаптирани за повеќе генерации. Проектот реконструкција и адаптација на простории се спроведе со финансиска поддршка од Советот на Европа во рамки на заедничката програма со Европската Унија Ромактет фаза 2. Придонес во финансискиот дел дала и локалната самоуправа на Виница, како и бизнис секторот. Директорот на училиштето, Горан Иванов, истакна дека во изминатите 50 години просториите служеле како подруми што биле нефункционални. Од еден полуподрумски простор, кој што век повеќе од 50 години не беше искористен, успеавме да направиме европски модерен мултимедијален центар, центар кој што е на располагање на сите наставници, на сите ученици, центар кој што е на располагање на младинскиот активизам, на Сдруженијето на пензионери на Виница, кој што може да го користат и повеќе општински институции. Учениците тука, еве како што гледате во медијалниот центар, значи може да извршуваат повеќе работи, и тоа од индивидуални средби со ученици, со родители, групни средби, предавања, презентации, дебати, конференции. Учениците ќе може да дојдат да си позаемат книга, значи тука ни библиотеката, ќе може да држат час со примена на информатичко-компјутерска технологија, хорот и оркестарот ќе може да вежбат, ќе може да се организираат и забави, ќе може да се организираат различни средби, може да се организираат едукативни работилници. Имаме катче каде што се работи со ученици со посебни потреби, може било каква информација да добијат, да дојдат да седнат за време на одмори, на паузи, било каква информација по електронски пат. Медијален центар отпремен со сите услови. Иванов нагласи дека по отворањето на мултимедијалниот центар биле спроведени обуки и презентации за учениците. Скоро имавме презентација планирана и организирана од општина Виница, каде што се реализираше на ученици и од нашето и од другото училиште, Гоце Делчев. Имавме исто од скоро посета на наставничката од Битола, едно од 50 најдобри наставнички во светот, кој што со она се представи со нејзини книги и работилница која што специјално за нашите ученици организирана. Проектот реконструкција и адаптација на простории во основното училиште Славчо Стоименски е трет во низата програми што го спроведува Советот на Европа. Претходните два беа туторство за деца роми од 2 до 4 одделение со цел зголемување на квалитетот на образованието, како и осветлување на игралиштето во ромското маало.